На медиумите, ви благодарам за вашето присуство и вашиот интерес. Денес во општина Газивала, заедно со претседателот на ВМРО ДПМН професор доктор Христијан Мицковски, направивме посета на повеќе населени места, каде што се реализираат градежни активности во рамки на акцијата Градежно лето Газивала 2023 година. На почетокот беме во посета на населеното место Автокоманда, каде извршивме увид во градежните работи за изградба на нова енергетски ефикасна фасада на основното училиште Стив Наумов. Потоа извршиме увид на градежните активности на реконструкција на кошаркарското игралиште во рамки на основното училиште, на кое се поставува современа тартан подлога, и увид во градежните активности на изградба на нов паркинг простор во населбата Автокоманда, како едно од клучите барања на жителите од оваа населба. Потоа направиме посета на населеното место Инџиково, каде што се врши комплетна реконструкција на фудбалски терен со поставување на подлога од вештачка трева. И сега во моментот сме тука во населеното место Трубарево, каде што го промовираме петиот проект за денеска, а тоа е отварање на оперативниот центар на јавното комунално предпријатие Газивала 2007. По 15 години од своето постоење, јавното комунално предпријатие добива собствен простор во кој што ќе може да ги реализираат своите активности и да прерасте на вистина во вистински сервис на граѓаните. Во рамки на оперативниот центар имаме простор за администрацијата, паркинг простор и сервис за механизацијата, пунктови за зимско одржување, пунктови за улично осветлување и работилница опремена со најсовремен алат за изработка на урбана опрема за потребите на граѓаните од оваа општина. Исто така во рамки на акцијата Работно лето 2023 година, сакам да најавам дека во наредниот период ќе започнеме со изградба и реконструкција на над 40 улици на територија на општина Газивала. Започнуваме со изградба и реконструкција на 7 спортски игралишта. Новата населба Хиподром 2 после долги години ќе добие комплетно нова патна инфраструктура, а во рамки на Хиподром ќе градиме нов спортски комплекс. Исто така во населеното место Црешово ја започнуваме третата фаза од изградбата на фекалната канализација и со оваа посебна фаза целото население ќе биде покриено со фекална канализациона мрежа и ќе се реши оној децениски проблем кој што го имаа жителите на Црешово, а во најава и изградбата на водоводниот систем за населеното место Брњевци. Ова се само дел од активностите што ги реализираме овој период и можам со сигурност да констатирам дека општина Газивала прераснува во урбана и модерна општина, а за тоа говорат реализираните проекти од почетокот на 2023 до сега, кои што се повеќе од 90 проекти. Ви благодарам.